Благодарам, почитуван председателе, почитувани членови на комисијата, почитувани присутни, почитувани медиуми. Денеска пред нас е предлог финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика за 2022 година, чиј председател е господинот Марко Бислимовски. Планот, согласно прописите од Законот за енергетика, се доставува до Собранието, кое што треба да го разгледа и да даде мислење по истиот, односно да го одобри. Финансискиот план може да се види од неговата содржина дека е план кој што предвидува највисок износ на расходи од формирањето на Регулаторната комисија до денес. Значи, имаме еден неиздржан план во согласно со условите во кои што се актуелни во државата, имајќи во предвид дека имаме 4 кризи: здравствена криза, енергетска криза, мигрантска криза, топлинска криза. Сепак регулаторите така си предвидуваат план во кој што си дозволуваат по зголемени расходи во однос на претходната година, а тоа се трошоци кои што ќе бидат платени од буџетот и со народни пари. Како што кажав, се работи за највисок износ на расходи, или 91.742.689 денари. Сметам дека се неоправдани овие расходи и дека 204.000 евра повеќе на грбот на граѓаните се навистина една позамашна сума. Интересно е што во делот од планот кој што се однесува на потрошена електрична енергија, кој што предвидуваат регулаторите да се ја платат за себе во 2022 година, се предвидени 33% повисок износ на средства. И тука се поставува прашањето, ако планот се носи во периодот во кој што се уште не беше актуелна војната состојба односно војната во Украина и многу други параметри кои што доведува до оваа енергетска криза, регулаторот си предвидел за себе зголемени средства за да може да ги подмири трошоците за електрична енергија, но кога требаше да реагира за сметките на граѓаните, тогаш не така одлучно реагираше, односно молчеше цело време и влезе во положај на владечката гарнитура, со што сметам дека и ја промаши основната функција како регулатор. И јавноста треба да знае дека Регулаторната комисија има основна функција да ги заштити потрошувачите, да работи на унапредување на ефективната конкуренција со цел потрошувачите да имаат корист од ефикасно и конкурентно функционирање на пазарите на енергија во Република Македонија и достигнување на високи стандарди во исполнување на обврската на јавната или универзалната услуга во снабдување со електрична енергија, природен газ, топлинска енергија и придонесување во заштита на ранливите потрошувачи. Се поставува прашањето дали потрошувачите на електрична енергија, топлинска енергија и природен газ се заштитени. Одговорот е не. Во Македонија се случува целосен систем, колапс на енергетскиот систем. Имаме енормни цени на електричната енергија, парно грењето и цената на горивата секојдневно расне, што можевме да го видиме и со новата цена на горивата од полноќ зголемени за нови 3 денари по литар гориво. Едно е јасно, дека неспособната власт, исто како и за корона кризата, која што ја плаќаме сите ние, па и 8.000 граѓани го изгубија својот живот поради оваа страшна пандемија, беше неспремна, неподготвена, за да ги дочека ударите на бранот на поскапување на енергенсите и храната и со тоа нанесе огромен удар врз буџетот и дополнително зголемување на сиромаштијата. И тука Регулаторната комисија, за жал, во ниту еден момент не успеа да биде на висината на својата задача, односно да ги заштити потрошувачите максимално колку што може. Како што кажав, 4 кризни состојби во Македонија, од кои 2 се директно поврзани со работата на Регулаторната комисија, тоа се
кризната состојба со енергетика и кризната состојба со снабдувањето на топлинска енергија. И лично сметам дека голем дел од овие кризи лежи лично во председателот на комисијата и регулаторите и односно во составот на и работата на регулаторната комисија. И нормално граѓаните да постават прашање тогаш зошто ни е регулаторна комисија, зошто ни е регулаторна комисија која што е воедно една од најскапо платените комисии со енормно високи плати, хонорари и паушали во однос на другите вработени во администрацијата, кога во Македонија владее сиромаштија, во која граѓаните плаќаат енормно високи цени на електрична енергија, природен газ, како и бензин и нафта во споредба со нивните плати и нивниот стандард. И кога го гледам финансискиот план на регулаторната комисија, се поставува прашањето со кој образ Марко Бислимовски бара дополнителни народни пари за плати и надоместоци во висина од 160.000 евра, односно износот од скоро 834.000 евра го зголемува на близку 970.000 евра за плати и надоместоци во 2022 година. Во услови на енергетска криза и топлинска криза, Бислимовски бара дополнителни 160.000 евра за плати и надоместоци и бара од нас пратениците да гласаме за еден ваков план. И народот нормално е да се прашува што работи регулаторна комисија кога имаме, како што кажав, целосен колапс на пазарот на електрична енергија. Мафијата владее со енергетиката, милиони евра се крадат од граѓаните, доаѓаат енормни сметки за струја, енормни сметки за улично осветлување, едноставно дрска кражба на народот и сето тоа со амин на регулаторната комисија. И знаеме дека кога се работи за бизнисите на кланот Заеви, тогаш нема криза, па ќе слушнеме дека синот на екс-премиерот Заев добил лиценца за производство на електрична енергија и тука морам да го споменам и обидот за партизација повторна на регулаторната комисија и добро е што вчера под притисок на јавноста се повлече предлогот за нов член на регулаторна комисија и не дојде на дневен ред во собранието, затоа што почитуваната господја која што беше предложена не ги исполнуваше законските услови за да биде член на регулаторна комисија, во која што стриктно е наведено дека во последните 15 години треба да има 10 години работно искуство. Значи, безочно продолжувате да ја партизирате регулаторната комисија и тоа се на штета на народот. И пак ќе кажам, добро е што е повлечен предлогот, иако не требаше да дојде воопшто на дневен ред и да се чека по притисокот на опозицијата и од јавноста да биде повлечен. Како и да е, председателот Бислимовски објасни председавачот дека денеска не е дојден и дека доставил за тоа документ, но сепак требаше да биде многу поактивен и да биде на висина на задачата, кога во услови на криза индустријата, стопанството и земјоделците плаќаат дополнителни 14 денари по литар гориво, кои што не зависеа од светските берзи. Но кога владата требаше да собере екстра профит од граѓаните, тогаш регулаторна мудро молчеше. Во финансискиот план понатаму, во ставката за потрошен бензин, нафта и нафтени деривати се случува нешто слично како во ставките за електрична енергија. И тука си предвидел Марко Бислимовски 39,53% повисоки средства во однос на 2021 година, значи дека прејудицирал дека ќе има поскапување, односно зголемување на цената на бензинот, нафтата и дериватите. Факт е дека регулаторна комисија под раководство на Бислимовски во изминатиот период од 4 години не работи во интерес на граѓаните и државата, туку исклучиво во сопствен интерес, и сето тоа го плаќаме сите ние, па и буџетот на државата. Во ставките на инвестиционо одржување од финансискиот план исто така може да се види дека има зголемување за 20%. Ако се земе во предвид дека во регулаторна комисија работат 44 луѓе,
Сметам дека овие дополнителни ставки за инвестиционо одржување може да бидат покриени од редот на вработените, доколку се работи како што треба и нема потреба за на пример за одржување на софтвери. Има сектор за информатички технологии и статистика во кој што е двојно зголемен бројот на вработени, кои што би требало да се грижат за одржување на овој софтвер, на пример, во случајот. Факт е дека наместо независност и професионалност, регулаторна комисија станува символ за неспособност и партизираност и се надевам дека следниот предлог кој што ќе го добиеме нема да биде предлог кој што не ги исполнува законските услови и за тоа веќе нема да разговараме. Понатаму за репрезентација, како што би сакал да каже почитуваниот Бисимовски, не било само за кафе, туку било за бифе, се предвидени 21.951 евро, односно, ако се подели со 264 работни денови, испаѓа дека секој дневно ќе се трошат по 83 евра за вработените во регулаторна. Сметам дека и ова е дополнителен луксус кој што може и треба да се скрати и се надевам дека кога ќе го разгледуваме извештајот, овие средства нема да бидат искористени. Понатаму во делот на интелектуални услуги, од планот, особено во точка 264, имаме рекорд во трошоци за интелектуални и други услуги. Тука се надевам дека се спроведуваат овие постапки законски, затоа што за авторски хонорари, договори на дело и консултантски услуги се трошат реално големи пари и сметам дека еден ден ќе бидат и треба да бидат добро исчешлани за да се провери законитоста во доделувањето на овие пари. 4 милиони денари за интелектуални и други услуги е навистина премногу во услови на криза. Факт е дека и понатаму покрај големите плати регулаторите немаат намера да се откажат од луксузот и сметам дека тоа е голем минус за работата на регулаторната комисија, која што многу лошо котира во јавност. И на крајот сметам дека во услови на прогласени, како што кажав, 4 кризни состојби, сметам дека ваков план не треба да добие поддршка. Планот ќе видиме дали ќе се реализира во целост, но сепак има ставки кои што не треба да бидат тука, односно средства кои што не би требало регулаторите да ги потрошат во идната година. Благодарам. Благодарам, почитувам пратеник.